Приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 6. Колин е исплашен. Бидејќи цела недела врнеше, Мери одеше да зборува со Колин секој ден, наместо да ја посетува градината. Но, едно утро се разбуди рано и виде како сончевите зраци влегуваат во незината соба. Па веднаш истрча надвор до незината скриена градина, не чекајќи да заврши со доручекот. Таму беше прекрасно, сончево и топло, и повеќе од 1000 израстоци се туркаа наоѓајќи го својот пат надвор од земјата. Дикон веќе беше таму копајќи силно, со верверичката и лисицата кои што стоеа веднаш до него. Го вида ли Робин? Ја праша Мери. А вредната птица вредно леташе напред-назад носејќи сува трева. Таа изгради гнездо, шепутеше Мери. Тие ја гледаа птицата за момент, потоа Мери рече: "Морам да ти кажам нешто. Најверојатно знаеш за Колин Креивен, нели? Јас се сретнав со него и ќе му помогнам да оздрави." "Тоа се добри вести," рече Дикон. Една голема насмевка се појави на неговото искрено лице. "Ние сите знаеме дека тој е болен." Тој се плаши дека има крив грб како татко му. Јас мислам дека таа мисла го прави да биде болен. Можеби, ако успееме да го донесеме овде и ако го оставиме да седи под големото дрво, ќе му биде подобро. Ете, тоа ќе го направиме. Има многу градинарство и садење и Мери немаше време да го посети Колин тој ден. Кога се врати вечерта дома во куќата, Марта и кажа дека слугите имале проблем со Колин. Тој беше со многу лош темперамент цело попладне, со сите нас, затоа што не дојдовте, господице. Па бев многу зафатена. Ќе мора да научи да не биде толку себичен, студено одговори Мери. Заборавила колку беше себична кога беше болна во Индија. Ќе одам да го видам сега. Кога таа влезе во неговата соба, тој лежеше во кревет и изгледаше уморно. Тој не се сврти да ја погледне. "Што ти е?" криво праша таа. "Ме боли грбот и срцето и главата." "Зошто не дојде попладнево?" "Работе во градината со Дикон. Нема да дозволам тоа момче да дојде во градината ако остане со него наместо да разговараш со мене." Мери одеднаш многу се налути. "Ако го испратиш Дикон, никогаш повеќе нема да дојдам во оваа соба. Ќе мора да дојдеш ако го кажам тоа. Ќе ги натерам слугите да те донесат овде. О, ти си принц. Но никој не може да ме натера да разговарам со тебе. О, нема да те погледнам. Ќе зјапам во подот." "Себично девојче," извика Колин. "Ти си посебичен од мене. Ти си најсебичното момче што сум го сретнала." "Не сум себичен како што си ти добра со Дикон. Тој те држи надвор и играте, кога знае дека сум болен и сам." Мери никогаш не била толку бесна. "Дикон е подобар од кое било друго момче на светот. Тој е како ангел." "Ангел? Немој да ме смееш. Тој е само сиромашно селско момче со дупки во чевлите. Тој е 1000 пати подобар од тебе. Дикон никогаш во животот не се расправал со некој како него, а всушност тоа е најдоброто нешто што го знам за него." Но одеднаш Колин почна да искажува жал за себе си. "Јас од секогаш сум болен," рече тој и почна да плаче. "Сигурен сум дека мојот грб е малку искривен и дека ќе умрам." "Не, не си," рече Мери вџашено. Колин ги отвори очите многу широко. Никој претходно не му го рекол тоа. Беше луд, но и малку задоволен во исто време. "Што мислиш?" "Знаеш, ќе умрам. Сите велат дека ќе умрам." "Не верувам," рече Мери со незиниот најнепријатен глас. "Само велиш за да ги натераш луѓето да те сожалуваат. Многу си ужасен за да умреш." Колин заборави на болниот грб и седна во креветот. Излези веднаш од собата и фрли книга по неа. "Одам," викна Мери, како одговор. "И нема да се вратам." Вратата се затвори зад неа. Но кога стигна до својата соба,
реши никогаш да не му ја каже својата голема тајна. Може да остане во својата соба и да умре ако сака, помисли таа. Но набргу почна да се сеќава колку бил болен и дека сега е исплашен и дека еден ден неговиот грб ќе стане исто толку крив како на татко му. Можам, ќе се вратам и ќе го видам утре. Таа ноќ ја разбудија најстрашни крици што некогаш ги слушнала. Слугите ги отвараа и затвараа вратите и трчаа наоколу. Тоа е Колин, помисли Мери. Ќе продолжи да вреска додека не се разболи на вистина. Колку е себичен. Некој нека го спречи. Токму тогаш Марта истрча во собата. Не знаеме што да правиме, извика таа. Му се допаѓате, господјице. Дојдете и видете дека можете да го направите помирен, ве молам. Па, јас сум многу поврзана со него, рече Мери и скокна од креветот. Ќе го спречам. Така е, рече Марта. Нему му треба некој како тебе за да се расправа. Тоа ќе му даде нешто ново за размислување. Мери истрча во собата на Колин веднаш до неговиот кревет. Престани да викаш, бесно извика таа. Престани веднаш, те мразам и сите те мразат. Ќе умреш ако вака врескаш и се надевам дека ќе го направиш тоа. Врисоците веднаш престанаа. Ова беше прв пат некој да зборува толку луто со Колин, а тој беше шокиран. Но во тој момент продолжи тивко да плаче во себе. Ми се искриви грбот, го чувствувам тоа. Знам дека ќе умрам. По лицето му течеа големи солзи. Не биди глупав, извика Мери. Нема ништо со твојот ужасен грб. Марта, дојди овде и помогни ми да го погледнам неговиот грб. Марта и господја Медлок стоеја на вратата гледајќи во Мери со полуотворени усти. И двете изгледаа многу исплашено. Марта излезе да помогне, а господјица Мери внимателно погледна во тенкиот бел грб на Колин горе-долу. Неziното лице беше сериозно и луто во исто време. Собата беше многу тивка. Нема ништо лошо во твојот грб, рече таа конечно. Воопшто ништо. Исправен е, како и мојот. Само Колин знаеше колку се важни тие луто изговорени детски зборови овде. Цел живот се плашеше да праша за грбот и неговиот ужасен страв го разболе. Сега едно луто девојче му рече дека грбот му е прав и тој и поверува. Тој веќе не се плашеше. Ја подаде раката на Мери. Мислам, рече се сум сигурен дека ќе живеам, ако понекогаш може да излеземе заедно во градината. Сега сум многу уморен. Ќе бидеш со мене додека не заспиам? Слугите излегоа многу тивко. Ќе ти кажам за тајната градина, шепна Мери. Мислам дека е полна со рози и убави цвеќиња. Птиците сакаат да ги прават своите гнезда таму, бидејќи е толку тивко и безбедно. А може би нашиот Робин, но Колин веќе спиеше. Следниот ден Мери го сретна Дикон, како и обично во тајната градина, и му кажа за Колин. Мери го сакаше Диконовиот јокширски дијалект и се обидуваше и самата да го научи. Таа сега веќе зборуваше малку со дијалект. Мора да го извлечеме кутриот Колин овде на сонце и не смееме да губиме време за тоа. Дикон се насмеа. Добро, сторено. Не знаев дека можеш да зборуваш на јокширски. Во право си. Мора да го донесеме Колин во градината што е можно поскоро. Така тоа попладне Дикон отиде да го види Колин. Извини, Колин, реков дека ќе го испратам Дикон, рече тој. А јас те мразев кога рече дека е како ангел. Па тој е смешен вид на ангел, но тој ги разбира и дивите животни подобро од кој било. Одеднаш Мери знаеше дека ова е вистински момент да му каже. Таа го фати за рацете. Колин, ова е важно. Дали можеш да чуваш тајна? Да, возбудено шепна. Што е тоа? Најдовме врата во тајната градина. О, Мери, дали ќе живеам доволно долго за да ја видам? Се разбира, да. Не биди глупав, рече Мери вџашено.
го потчукна малку и тоа беше многу природно и двајцата се смееја. Колин им кажа на господјата Медлок и на докторот дека сака да излезе во својата инвалидска количка. На почетокот докторот беше загрижен дека момчето ќе се измори, но кога слушна дека Дикон ќе ја турка инвалидската количка, се согласи. Дикон е разумно момче, му рече тој на Колин, но не заборавајте се надвор. Ти кажав дека сакам да заборавам дека сум болен, рече Колин со неговиот воображен глас. Не разбираш? Тоа е затоа што мојата братучетка ме натера да се чувствувам подобро кога сум со неа.